Црвена линија, Тина и Тео. Така е. Голем поздрав до сите вас кои што редовно не следите и оние кои што во моментот ќе бидат можеби за прв пат во Црвена линија. Но оно што очекуваме се разбира да бидете активно вклучени на нашиот добро познат телефонски број 02306677, а еве и зошто. Ќе проговориме нешто што деновиве назад е многу актуелно. Потрошувачите и производителите велат дека зејтин нема. Сега Црвена линија ја прашува, ќе пржиме ли јајца на маст или на маслиново масло? Дали ќе постојат други алтернативи за оваа златна течност, која што и како ја снемува од рафтовите, а и цената и варира од ден на ден. Значи можеме да забележиме и зејтин од вредност 85 денари до неверојатни 134 денари, а некаде дури 160 денари. А тоа нема биде единственото нешто што ќе ја прашуваме. Исто така ќе ја прашаме нашето анкетно прашање, нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија, но и Телма телевизија, која гласи: дали ви продавале зејтин без да имате добивка? И ова ве прашуваме од перспектива на да сте трговец. Имате две опции, да, не. Многу е просто и лесно, а после рекламите ќе ги објавиме крајните резултати. А пред да преминеме на она за што ќе зборуваме со вас во Црвена линија, секако ќе ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Држава без никаков план за младите. Најчеста причина за иселување, лошо образование и корупција. Како блидата европска перспектива драстично ја намалува работната сила во Македонија. Во топ тема дебатираат Бленди Ходај, Ана Марија Велиновска и Блажан Малевски, како и Петар Барлаковски. Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васики. А сега сите заедно да го видиме прилогот на нашата колешка Делиборка, што е малце постар од 10 март, но се збори на нашата главна тема. Па да го видиме заедно. Белиот леб, зејтинот и брашното тип 400 ќе се продаваат по набавна цена. Но дали на трговците на мало ќе им се исплати да продаваат дел од производите без маржа, односно профит? Дали ова нема да доведе до празни рафтови во продавниците? Како времена мерка се забранува извоз на зејтина, постои можност тоа да се случи и со брашното, пченката и пченицата, затоа што во последно време има голема побарувачка од Грција и од други земји. Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки веќе е објавена во службен весник и ќе важи до 31 мај. Сега оно што бараме од вас е секако да ни се јавите на 0230766777. Деновиве и потрошувачите, ама и производителите велат дека зејтин нема. Пазарувате и вие, па еве може директно да ни кажете каква е состојбата од таму од каде што живеете, од каде што ни се јавувате, дали има доволно зејтин на рафтовите од градот каде што живеете и всушност кој ќе биде воопшто вашиот коментар. А сега и Тео подготвен за социјалните мрежи. Да, покрај на телефонскиот број 0230766777, исто така и ви очекуваме на нашите социјални мрежи, Црвена линија Инстаграм, Црвена линија Фејсбук и Црвена линија Твитер, во коментар на тема на денот, нормално можете и во порака, во меседж да ни спратите ваше размислување за нашата главна тема. А додека сме кај нашите социјални мрежи на Фејсбук, да видиме два коментара на тема на денот. Првиот коментар ни од Винг Бичун, кој гласи: најздрав начин е поширани јајца без масло. И вториот коментар ни од Игор: здраво, изгледа ќе пржиме со маст, па може да е поздраво и повкусно. И цар не гаде тоа што го нема. Поздрав и сериозна ситуација е критична, но ајде, па ќе пржиме јајца со маст. Имајте убав ден. Ете така, сега е време и за вклучување на првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, открите ни, според вас зејтин има, нема, какво е вашето искуство? Дали може би користите нешто друго за готвење? Поздрав пред се до студиото, до вас. Поздрав и до вас. Темата ви е интересна, меѓутоа е жалостна. Значи, се соочуваме со една криза што не може да се објасни. Масло нема за жал по рафтовите, по маркетите. Ја живеам во автокоманда, во Кам нема. А во Питбол и останатите исто послабо, негде има, негде нема, во Стокомат и така натаму. Пошто тие ми се како ланец во обслужувањето мое, значи зејтин нема. Но вистина е скапо, јајцата исто, се ги спомнате дали ќе се пржат со масло или масло или со сало или не знам што, со мас.
Нажалост, сите тие три варијанти се исклучени, затоа што и јајцата се поскапени, и све живо е поскапено, а нема и многу продукти нема. Јас лично сум огорчена и разочарана. Конкретно, ќе кажете, може би вие, може би тие што се компетентни за тоа, дека нема пари, заедници големи, од фондот Европскиот и Светскиот и така натаму, или давачки, односно повратни средства, треба ние да ги враќаме. Меѓутоа, верувајте, јас сум од повозрастната генерација, меѓутоа помладите, односно кога бев помлад. Времето истече, Иве, да напоминеме, покуз некој пат внимавајте на тајмерот, е секогаш 90 секунди. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се Евајте, слушаме, погласно намалете го зборуваш. тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за да може убаво јасно се слушнеме. Ајде пак, добар ден. И добар ден, еве последна шанса, ако не веднаш преминуваме на... Ало? Опа, Супер, еве тука сме. одлично ве слушаме, со мало задоснување. Ало, добар ден, се луваме од Охрид. Голем поздрав. Голем поздрав до Охрид. Зејтин нема, ретко има помалите дуќани. Само овие што се маливе трговци, Добро. јас имаме две малки продавници. Сега не чувам ни брашно, ни зејтин, а 25 години се богатеа со тоа што пазаревме кај ни. Например, во малките продавници пазаревме не одевме по маркетите секаде и сега во ваква тешка ситуација ичне саке да им се најдам на своите муштери, да им помогнат да се заинтинути лебо да продават бесплатно. Зошто да немат солидарност према народ? Тие ги знаеме трговците направија, например, куќи, станови купија од тие продавници. Така, да ве прашаме, вие да сте трговец, ќе кажеме, дали ви продавале зејтин без да имате добивка? Јас сум приватно, градежништво работам. И сега, кога еден муштерија сум направил 5 куќи, па ништо не ми е тешко да појдам нека ситница да допрам уште еден ден да потрошам без пари кај. Ако сум сработал 5 куќи, јас во провинција Малска пазарам 30 години. Оставам по 3 семејства, оставам по 20.000 месечно, по 25. И сега Тривин масло јас да шитам изград да барам, затоа што не ќе имал 3 дена реча. Благодарам уште еднаш што го споделивте вашиот став со црвена линија, а сега е време да го вклучиме и денешниот гостин. Неслучајно направивме ваков избор, станува збор за шеф готвач, бидејќи од таму каде што работи секако на големо се користи зејтин, па сега ќе ни открие нашиот гостин Рубин Ангелески од Стейкхаус Чаршија, како шеф готвач, колку и како, еве, месецов, откако започна всушност конфликтот во Украина, дали се снаоѓате со зејтин, прво тоа, бидејќи најголема поварувачка има токму во угостителските објекти. Пред све, добар ден да кажам за вас и за вашата програма. Обсек околу зејтинот имаме, да речем, проблем не само угостителите и домаќинството, но се снаоѓаме кој како знае. Така да цениве веќе се драстично зголемени, се бара некои алтернативи, но тоа, пак ќе напоменам, не зависи од нас лично. Значи, сегде во регионот има потреба од таа намирница. А постои ли за мене, еве, тоа е многу важно за зејтинот во кујната. Ние кои што готвиме и сме кулинари знаеме, но има ли алтернативно решение, бидејќи народот генерално е навикнат долги години зејтинот да е неизоставна основна намирница во кујната? Па секако дека постои замена за зејтинот, но финансиски, да речем, во угостителството како може да се издржи тоа, не би препорачал. Има тука алтернативи, кравља маст, путер, маслиново, но тие се намирници за разлика од обичниот зејтин, се многу поскапи. Додека во домашна, да речем, состојба, тие можеме да си ги дозволиме.
секако дека и повкусно далеку од тоа. Но угостителиве веќе да кажам сериозно размислуваат на некои намирници што поддржаваат зејтини, односно користење повеќе на зејтин, односно на покалуваници, мислат цените малце да се зголемат. Тоа е индивидуа од секој угостител. Да, и сега, јас сам си пържемеца, у слободно време јас сум си кувар. И сега вас да ја прашаме на маст, путер или маслиново масло. Како да ги приготвам? Како вие препорачувате? Конзумацијата на јајцата, да речам, на путер, маслиново и други алтернативи, секако дека е повкусно. Пак ќе кажам, за разлика од домашните приготвувања, во угостителството е малце подругачие. А вашата желба останува на вас. Дали сакате повеќе путер, дали сакате маслиново, тоа е оставам на вас. Напоменавте дека ќе поскапат намирниците кај вас, ама велите дека и маслиновото и маста како алтернатива, например, во угостителството, сепак се со висока цена. Но зејтинот сега деновиве достигнува цена и до 135 денари, па некаде и 160, така да горе-долу тука е. Сега дома е луксус да се има, например, фритеза. Кај вас во ресторанот помфритот дали е покачан како и тие прженици, похуваници и на крај еве може да ни кажете и некој трик како да заштедиме повеќе и да заштедиме на зејтин. Повеќе или заштедување на зејтин, колку можете да го избегавате, да речам. А во нашиот објект, во нашиот ресторан, значи се уште не е дојдена до таа фаза да се качуваат цените на производите од типот на помфрит. Се размислува, но тоа ќе биде пак една наша штета, односно ќе изгубиме дел од муштериите. Благодарам многу што одвоивте од вашето навистина зафатено време. Ве препуштам на вашата работа, секако еве оттаму заедно со колегите може да продолжите да следите како ќе тече дискусијата со гледачите во Црвена линија. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас на поканата. Поздрав. Чао. А сега ние се враќаме на вас. Сега време на вас. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Како сте? Се уште добар ден. Така и нека остане, а во Црвена линија ве открите некако се снабдувате со зејтин. Дали ве купувате поголеми количини и успевате да најдете? Видете, зејтин, на времето ние на школа зејтин не го пише на масло. Масло има секаде, на каде лажат луѓето. Јас са бајле појдов во продавницата на Веро, има да земате на 100 килограми, тоа нема да вербате бисер, некој по 83 денари. На каде се жалат? За една кутија цигари дават 120 денари, не била скапа, едно пиво 70 денари го пие капана, не било скапо, кило масло е скапо, со 4 кила масло една фамилија цел месец го врави. Нака не крева паника. И друго нешто, заслужуваме да нема масло, бидејќи имавме фабрика за масло во Велес на времето и го снабдувавме не само Македонија, туку Косово, пола Србија до Ниш, се снабдуваме со масло и се имаше да се капат луѓето. Се затвориле, се запустиле, се нивјето ги оставиле, Зик Пелагонија, Зик Прилеп, се е запустено, се ниште ора ни се копа и сега бараме некој да не донеси масло. Овој народ не е да го жали човек. А секако вам ќе ви се заблагодариме што се вклучивте и еве една напомена, значи кога ќе се јавувате слободно зборувајте за маркети, но не напоменувајте имиња и брендови на маркетите. Ете тоа е едно правило во Црвена линија. Така, идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден, ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Еве, како се снабдувате со зејтин? Кој ќе биде вашиот коментар? Има, нема? Значи, со зејтин јас не се снабдувам. Добро. Не знам дали постои во македонскиот литературен јазик. Во поново време е прифатен и овој термин, ако е масло, да, така е, но и зејтин во последно време, години наназад се користи, така да...
Така да, македонски литературно не Нека е. биде масло. Кажете ми, успевате ли да се снајдете со набавка на масло? Дали направивте можеби поголема залика? Кој ќе биде вашиот коментар? Не правам залиха, пошто ќе има и знам дека сум и сигурен сум дека ќе има и не правам залиха. Добре, да ве прашаме од нашето анкетно прашање. Дали би продавале зетин без да имате добивка? Ова нормално прашуваме, ако сте трговец. Не Хипотетички. сум трговец и не продавам. А хипотетички, еве, да кажеме дека сте? Хипотетички пак ќе речем дека не продавам, пошто не пазарам многу во големи количини. Но кога би биле трговец, секако можеби би се откажале од профитот со цел да има што повеќе намирници за купувачите. Во тој случај да. Ете, тоа е тоа. Да, благодарам што ни одговоривте и на анкетното прашање. Одиме сега на социјалните мрежи. Така. Тео веќе има подготвено. Се враќаме во коментари. Одиме 3 коментари ќе прочитаме. Првиот од Александар. Мислам дека варен јајца е најдобро. Вториот од Тена. Ќе пржиме со маст ако имаме. А зетин нема. А поздрав е без зетин. Ќе немаме холестерол. Мислат на нас да живееме поздрав живот. И последниот од Кристијан. Кувани јајца. Ете така или поширен, така беше? Да. Или јајца на водичка, или само водичка, како и да е, алтернативи има многу, но она што сакаме да дознаеме лично од вас е дали на рафтовите гледате доволна количина на масло, зејтин, како сагате, и секако еве може да дадете и коментар во односи на цените со оглед на тоа што има на дневна основа разлики во цените. Еден ден може да чини 87, веќе следниот ден да чини 137 денари, што не е малку. Дали имаме гледач на 023076677? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до Ова вас. прашање стварно е многу скакливо што сте го поставиле и е тешко за одговорање, али ние како граѓани ќе одговориме затоа што овие последни неколку дена масло за јадење никаде нема. Тоа да се слушат и дека разберат сите оние кои што си играат играчки поново со граѓаните на Република Северна Македонија, затоа што сега трговците го повлекоа поново маслото за јадење во магазини. Оти чека да дојде 31 март па да го пуштат со поголеми, со високи маржи и цени и ДДВ и така натаму. Али јас се надевам дека оваа држава сега моментално ги пуште во контрола сите инспектори да видиме некој кој ќе се фати, па тој нека одговара, затоа што срамота е ова во 21 век некој да прави циркуси во Македонија ове со тоа масло за јадење. Тоа масло му треба на секој човек, никој не прави залики. За секојдневна употреба потребно е маслото. Било за што да се прави маслото е потребно за јадење, тоа е најсоодветно, а не ова што се работи сега. Ова е срамота. Ни тинек, ни репну, ни жито, сите големи маркети немаат ни кило. Верувајте, тоа е срамота. Срамота за тие трговци, ако мислат дека тие трговци ќе можат да го кутнат и да ја кутнат државата и да го унишат граѓанин. И благодарам многу. Ви благодарам и вам. Уште една напомена да не се спомнуваат имиња на маркети, но слободно зборувајте за вашето искуство при пазарување на зетин. Да, пред да отидеме на пост, само на кратко да кажам дека ние не шириме никаква пропаганда, туку само бидејќи актуелна тема, очекуваме и сакаме ваше размислување за незе. А сега да прочитаме еден пост од Твитер. Идам до продавница и гледам на раф нема зетин. И ми вика продавачот, има само за редовни муштери и ми вади од подкаса. Па не знам што да кажам. Зетин 140 денари. Ете така, добива на вредност, тоа е факт. А сега вклучуваме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Од икетите и до Телма телевизија. Поздрав и до вас. Да кажам, ако ние купуваме зетин, колку ќе речеме, ќе имаме. А јас нема да го спомнам маркетот, али они дојде 2 камиона зетин во Монтерачка каменица, ќе доа по кутии, картони. А бе луѓе, не можете ви да цел век да купите. Ја го ставите да купете 2 кила кугу, 500 торби. А о картони, никад тоа прави. Тоа не сме народ, Таков народ нема никаде. Нема.
и ќе пржат на вода зејтин. Покусно е маста од зејтина. Дори ги маста нема. Еве ги, одема, видите кај да това, като навед. И степа, сега ги свиđi нема. Исто нема. Јас мислам дека јајцата вари јајца. А некогаш да купуваш за старите, за велик ден, за Божич, по 2 кила зејтин трошка. За цела година, 4 кила зејтин. А сега ние само зејтин. И сега тоа јас мислам дека треба да видиме народ. Колку што ни треба, да не ги купиме. Па оно што не треба, оставите други да купат. И други да купат, нешто ги става. Тие само ќе да пари ги. И пеје потреба. Благодарам многу, бидете поздравени, а сега Така, одиме повторно со коментарите на социјалните идеме мрежи. сега од порака од Твитер, од Пиндар, кој гласи, само вака ќе зумнам за може го видите вие. Ќе помислам дека е Тиндер, ама не е Пиндер, добро? Прав и доста македонец, како што сме јас и Мартијан, пржиме на маст. Затоа што со парите што ни остануваат пазариме намирници за нашите сиромашни граѓани. Поздрав од цела екипа на Црвена линија. Благодарам што се вклучувате на социјалните мрежи. Ве само ќе дадам една информација, последна, односно изјава која што има дадено министерот за економија Кришник Бектиши околу варирањето на цените на зејтинот од 85 динари до 134 динари. И тоа е разлика цела од 50 динари на зејтин од ист производител. Па еве охрабрува и вели министерот за економија дека веќе се превземени мерки со намалување на ДДВ-то од 5 на 0%. И исто така е најавено дека преку Министерството за земјоделие производителите ќе бидат субвенционирани и со нив се во редовна комуникација. Ете, за да не се обезбедува безпотребен профит. Така, сега може пак уште една слика да видиме што извадивме од Твитер. Од Стека, 31.3.2022, 100 денари. 2.4.2022 година, 115 денари. Инфлацијата изеде дадената илјадарка на пензионерите, 1500 денари од покачувањето на минималната плата. Производство на сончеглед на нашата влада не се залага за да го стимулира. Странски суровини не креираат ефтини зејтини. Сега зејтинот со цена 115 денари. Па, некогаш беше 115, сега може да биде и 100, а може да биде и 137 денари. Но вие ќе ни откриете каква е состојбата на рафтовите. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме. Повелете. Па вака. Да? Добар ден. Зборувајте на слушалка и намалете го тонот на ТВ приемникот. Вака, да ви кажем право, секаде мислам дека зејтинот го има, но до народот и се тоа, место една флаша зема повеќе. Значи, колку што не му треба и треба, тој си зема. Ако треба 2 пакети, 3, 5 ќе се земе, а за другиот нема уопште. Така. За цената што се однесува, не е колку што се збори, значи голема цената, зашто, како што спомне и простиот гледач, другите артикли се се поскупи, еден шведски е толку, а едно домаќинство до 5 литра, ба не верувам дека троши месечно. А иначе, кога би се трошело кој колку што му е потребно дома да зема, би имало доволно масло за јадење секаде. А за прашањето што беше дали ако си продавач, например, дали би трошил во продавницата зејтин, ако немаш никаква заработувачка. Тоа Истече времето. Внимавајте секогаш на тајмерот 90 секунди, па обидете се и повторно. Така, идеме со нови постови од Твитер, да видиме. Скап е бил литар зејтин од 100 денари, а не е скап джин тоник во центар од 150 денари. Идеме со следна слика. Па добро, зејтин секој ден ли купувате? Мојан го на дена го користам. И сега сликата тука да може поубаво да видите, ќе зумирам. Плата 18 денари, зејтин 105 денари, шамари мало. Така, ова е култната ситуација што се случи на Оскарите Крис Рок и Вил Смит.
Вил Смит, но она што не интересира сте вие. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте? Да, вие сте. Добар ден. Па вака, масло, зејтин, како сакате, кажете го, и има и нема, а за сето тоа сме виновни ние. Некој сака да направи големи резерви, некој не може да земе ни 2 шишиња, и тоа е права вистина. Да речам, немам поќе од 3 шишиња масло дома, но кога побарав деновиве, гледам кај нема, значи одреден вид на масло е 93 денара со 905 грама и 130 денара од 1 литро. Така да, меѓутоа, сум за тоа да се користат и останатите масноти, да речам свинска мас, овча, кравја и така натака, но не може се да се користат тие масни средства во сите прехранбени, значи приготвување. Мора да водим рачун и за тоа. Меѓутоа, ова сакам да го кажам, да не заборавам дека кога би бил трговец, јас би продавал масло и без добивка. Ке речете зашто? Затоа што тој што ќе дојде, не доаѓа само за масло, ќе земе шеќер, ќе земе брашно, ќе земе овоно, за сметка на тоа, значи тој господин ќе добие масло по цена на чинење, без добивка, но јас ќе имам добивка, да речеме, со поголем промет. И така да, мора и така да се размислува, некојаш и да се искористи и тој момент. И ми се чини дека сепак за сето ова што ни се случува, никој не е виновен. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Идеме со пак 2 поста од Твитер, да видиме што се збори. Продам телефон, може и замена за зејтин. Идеме со следниот твит. Руска рулја во моментов 1,35 денар. Литар дизел во Русија 35 денари, зејтин 25 денари, шекер 20 денари, леп 5 денари, брашно 10 денари. Иначе, вие арни ли сте? Арни сме во црвена линија, сме заедно со нашите гледачи, а секако може да кажеме тео дека зејтинот е ново течно злато по цената. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Одлично ве слушаме, вие сте во црвена линија. Поздрав до вас и до емисијата. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Значи, интересна тема зејтинот. Пред некој ден баш идам во супермаркет, па викат, нели зимате зејтин? Вика, што е сега работа, гледам сите зимаат зејтин. Па веројатно некоја криза ќе дојде, али викам, па добро и тоа, нека земат луѓето, пошто ова во Украина што се случува. Си викам, барем да бидеме спремни месец дена, ако нешто се случи во кризава, да бидеме спремни. Сега ова што читам зејтин, нема ќе пржеме ли јајца. Па добро, на маста е многу поздрава, нели, или на маслиново масло. Помфритот бил многу убав на свинска маста. Така се збори, да. Па да, така се збори, да, вика дека е здрава, у времето тоа и така се работело. Сега не знам, едино во влада во албанската популација, знам дека не може на мас да пржат. Има кравја мас, секако има алтернатива, има маслиново. Да, има алтернативи. Ја мислам дека они може да излобираат масе за да се намали цената на маслото. Така, ќе го поздравам слушателот од Северна Македонија, дека господин од Македонија, извинете вака сега што го кажувам ова, меѓутоа, ја барем знам дека од нашите родители, дедовци, она порано си пржеле на маслино. Мислам, извинете, на маст. Така да, мислам дека Благодарам што се вклучивте. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Така, се враќаме пак на еден пост од Твитер, кој гласи од Сотир. Добро вре луѓе, што толку користите зејтин? Го пиете ли? Ова прашува Сотир. Па се прават нели залихи на намирници, не е само маслото, туку и брашното. Но ние зборуваме за зејтинот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Јас сега доаѓам од маркет, да ви кажам, 133 Ајде да слушнеме. Имате зејтин кристал, колку сакате. Пред некој ден во еден маркет, кога видов еден господин 3 пакети, зима и тоа не е во ред. Ја не знам зашто и тој маркет дозволува толку да се зима. Например, јас не трошам, минимално трошам овај зејтин, бидејќи ние сме вегетаријанци, така да јајца, знаете, не знам дали сте пробале, тоа е турски специјалитет, зовривате солена вода и турате јајца на око. Вие не знаете колку се убави јајцата. Тоа е турски специјалитет и многу е убаво без масло.
Така да тука нема никаков проблем, зависи за кого. И неколку капки лимун вела треба во тоа за да биде уште подобро. Па не знам, јас сум му направила пошто го гледав на телевизија и го направив и стварно превкусно, преубаво, така да нема проблем. Иначе и за свинска маса, еве јас имам, си правев чварки, си купиш овако, имам и свинска маса, не е толку овако, меѓутоа не е во ред. Зашто така да се прави? Ја он го кажувам, одлично искуство, кога го видов господинот на каса со 3 пакети зетин и уопште никако да рече чекајте, не може толку или овома. Зашто да се прави толку? Ако има да не беше вработен од маркет. Не. Или сендвичарима. Така да, значи да имаш за секого, иначе можеш и на путери, на маргарини, на мас, има 301 куп солуција. Благодарам, останува солуцијата да не барате повторно во црвена линија. Така, се иста шема, се враќаме на пост од Твитер. Од Баумеистер. Гледате позитивно на кризата за зетин. Многу фамилии ќе научат колку од маслото се употребува и не мора да ги дават јадењата во истото. Така, не мора да се дават јадењата да пливаат во масло. Хубав збор, да. Ама ние секако веќе остапуваме време за нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме. Јас користам масло. Така? Па прашам јајца, готвам се со масло. Па дали е скапо? Шо знам? Малце е скапо. Ама мора да се купи, да се јади. И дали продавам масло, како беше то, дали продавам без пари? Доколку сте трговец, еве вака. Да, хипотетички, доколку сте трговец, дали ви продавале зетин без да имате добивка? Но доколку би биле? Да. Дали ви продавале зетин без да имате добивка? Тоа и очекуваме следните гледачи ни одговорат. Сега пак, иста шема, се враќаме на Твитер. Од најмил на бабу. Продавам флаша зетин, екстра цена за кеш или замена за кола до 500 евра. Така, еве, да ше губи ни се твитерџиите секогаш. Но реалноста е таа, значи, оние кои што пазаруваат знаат дека зетинот, ако се направи некоја паралела кој што некогаш чинеше само 67 денари, сега ништо чудно да го начекате и за 160-137 денари. Интересно е дека цените варираат од ден во ден. Еве и што ќе напоменем, имаме заедничко со Германија. Исто така и во Германија е забележан голем скок на цената на зетинот. Рафтовите се празни и се купува дури онлайн, но сето тоа го направи војниот конфликт во Украина. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Повелете. Во врска со маслото за јадење. Така. Секоја фамилија, ако земе 4-5 кила, се троши. Секој ден тоа има у очите на луѓето. Па 200 динара, еве 150, нека е поскапо у месецо. Кукаме од сите страни. Воа е, ајде да не речем, шибање од страна на луѓето, пропаганди, воа ќе правиме ноа. На владата замерувам, ако продавачите се придржуваат на проверив у 3 продавници, кај што ми ја задава испратницата од добавувачот, кај што иде, се држат строго на цената како што е пропишано. Зошто не ги проверуваат производителите, колку сакат може да качат? Што корисни имаме, ако продавачот дали пресметал ДДВ или не, вика 130 ми ја дава испратницата, ева 130. Утре тој производител ќе го качи на 200. Чин таму не засекуват, кај производителот, продавачот е немоќе. Брашното се качило астрономски 50%. 1 кило брашно трошење у месецот. Ај тие пекарите и да кукаат, произведуваат. Ами ние обичните граѓани, што ќе правиме, брашното окачија, а 1 кило трошење у месец. Благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на црвена линија. Така, сега идеме на Facebook коментар да прочитаме критика, би рекол. Ајде, од Лидија. Оти не ги читате постовите каде што ве критикуваме за зборот зетин. Сепак сте национална телевизија. Ајде сепак да повториме уште еднаш.
Значи зејтин е веќе збор кој што е сеопфатно прифатен, општо прифатен. Знаеме дека е масло, но може би и по-разговорно и народски да се доближиме токму до вас. И во дигиталниот речник го има, па Тео може и да побара, секако ќе ви демонстрираме да видите дека сепак не е случајно зашто велиме и зејтин. Ќе користиме и масло. Добар ден. Браво. Добар ден. Ајде сега малку ќе говориме стрикно, ќе велиме масло, но нешто не интересира има ли нема масло и... Може ли да зборам? Ало? Да, ве слушаме во црвена линија. Добро, дека гледам збори ще викам да не сум уште на линија. Вие сте. Ма како не сте, вие сте, Значи, повелете. за граматики нека не се секираат луѓево и литература. Значи, ние у нашиот македонски јазик имаме еден куп странски зборови кои ги користиме на велико. Ето како овој збор сега на велико или на големо. Значи, зејтин, ако го кажеш масло, добар ден продавачке, дајте ми масло за јадење, за готвење. Не знам, некако ми звучи многу долго. Или па да речеме, дај нека најдат соодветен збор за клешти. Наше? Не е. А што би било соодветна замена за зејтинот во готвењето, еве, и според цената? Се одомакил јазикот, зборов у нашиот јазик се одомакил и сега кото, значи јазикот еволуира и нека не се замараат со тоа. Значи да збориме на што ќе пржиме. Епак, тоа е способноста на нашиве што ја вода државата, што викаат дека имаме резерви, дека имаме све, а меве како што слушам по гласилава, Вучич уште не одврза кесата. Не знам дали ме разбирате. Да пушти и од брашното и од зејтинот. Уште не го пуштил. Што значи дека зависиме на големо, затоа што вие не сте кадрни, власта се... Истече времето, благодарам и вам што се вклучивте. Сега Тео има како нешто што видовте на кратко, од дигитален речник на македонски јазик, зејтин, течно масло за јадење од сончерет, масленки, друго општо е прифатено. Ние знаеме дека масло е правилно. А сега е време за реклама. Еве сме назад после кратките реклами и како што си е шема и ние како што си правиме редовна си видиме резултати од нашето анкетно прашање. Дали ви продавале зејтин или масло за готвење без да имате добивка? Да, 36%, не 64%. Така, а сега веќе 100% крај на ова денешно издание на Црвена линија. Утре повторно во 16 часот 15 минути, а сега уживајте во програмата на Телма телевизија. Чао, чао. Довидување.